Почитувани другари, вечерва меѓу нас е еден од хероите кои во црниот понеделник одлучно ги бранеа слободата и демократијата во Македонија. Жената која повредена и насила ја измокна од собранието само за да ја замолча. Ја повикувам да ни се обрати нашата прилепчанка, героина од СДСМ, Радмила Шекеринска. Горда сум како прилепчани, горда сум заради прилепчани и горда сум на вас, драги мои, заради тоа што покажавте и го подсетивте Груевски, дека тој не дава власт, дека народот дава и народот зема. За 2 месеци народот во Прилеп ќе ја земе власта во свој раце и кога ќе ја земе, знае на кого ќе му ја даде. Не на оној кој ќе тепа, туку на оној кој ќе помага. Не на оној кој ќе мисли на себе, туку оној кој ќе мисли за сите. Почитувани прилепчани, иако оддалеку ве следев, ќе ви кажам нешто што можеби политичарите не сакаат да го кажат. Кога ги гледам овие снимки за 24 декември, кога ќе се сетам на се она што ни се случуваше во и надвор од парламентот, ќе ви кажам дека во ниеден момент не се уплашив. Во ниеден момент моите колеги не подклекна. Во ниеден момент солза не ни се појави во окото. Ама кога ги видов првите снимки од Прилеп, кога ги видов снимките од многу градови во Македонија, тогаш се појави солза на окото, затоа што сватив дека нашата жртва никогаш не е залудна, дека нашата жртва е вредна. Кога не влечеа походниците, тие не покажаа сила. Кога не влечеа походниците, тие покажаа страв. Човек кој се плаши е човек кој вака тепа. Човек кој е уплашен за себе е тој што ви се заканува. И затоа, мои прилепчани, верувајте, заради црниот понеделник, ние денеска сме посигурни, посилни и поединствени од било кога досега. Неколку дена пред 24 декември, кога цел Прилеп и половина Македонија славеа Свети Никола, си помислив дека да беше мојот дедо Никола жив, ќе ми се налутеше што место да му дојдам на имен ден, ќе бев во собрание и ќе дискутирав за буџетот. Меѓутоа, драги мои прилепчани, јас се шокирав, кога во еден часот наутро, кога завршуваше дебатата, ми се јавуваа луѓе од цела Македонија. И сватив дека станало 5 после 12. Дека народот кој го слави и почитува Свети Никола како еден од своите најголеми празници, веќе не оди да слави. Или кога слави, мисли на политика, затоа што страда од политика. Дури и кога слави, слави со вклучен телевизор, за да види што му се случува и што му се подготвува. На таа дебата не зборувавме за високи политики. На таа дебата удривме таму каде што нив највеќе ги боли, а тоа е во джебот и во парите. И верувајте, затоа се случи тепачката, за да го исклучат собранискиот канал, за да не сватиме сите во Македонија дека за еден ден владење на Груевски, секој ден по десетина милиони нови долгови евра ги става на плеќите не на нашите деца, на нашите внуци. Не сакаа да сватиме дека милиони евра можат да се трошат на споменици и шмизли, ама милиони денари нема за да се поправи улица, нема за да се донесе вода, нема за да се обезбеди пари за вистинските земјоделци. Колеги мои, драги пријатели од Прилеп, се спротивставивме на 24 декември, заради тоа што сакаме да му кажеме не на Груевски кој денес потроши 1.000.000 евра за намештај во Триумфалната капија. 1.000.000 евра
се спротиставиме на Зоран Ставревски, кој сега веќе зема 200 повеќе од фазла од 200 милиони евра од Светска банка, кој секој ден од банките зема нови милиони, за да тој ги троши, а ние да ги враќаме. Се спротиставивме и на Благородна Дулич. Ама денес на Благородна и на нејзиниот шеф Груевски, како прилепчани едно нешто ќе им кажеме. Овие прилепчани памтат како слонови и се борат како лавови. И од маздата на овие прилепчани за тие навреди ќе биде лавовска. Драги мои соборци, драги прилепчани, не чека многу работа и не чека борба. Ама од таа борба не се плашиме и од таа борба не бегаме. Секој ден низ Македонија луѓето излегуваат на улица. На некое место се 5000, на некое место се 5000. Ама секој ден мора одново да покажуваме дека нема враќање. Секој ден мора да покажеме дека не само Прилеп, туку и цела Македонија има и сила, и инает, и храброст, и волја, и енергија да каже доста е. Доста е крадење. Доста е мамење. Доста е удирање на оние кои се најслаби и најсиромашни. Денеска во Македонија се владее против народот, се владее со казни, се владее со омраза, ама никој со омраза не стигнал далеку. Затоа она што ние го нудиме е шанса да им кажеме доста е на оние кои ни го земаа и животот и државата. И јас немам дилеми, како што немав дилеми, дека Прилеп повторно ќе биде прв. Собранието на 24 декември беше участокот и затоа имаше многу прилепчани таму. Меѓутоа, на участокот се почна. Борбата допрва постоеше. И затоа барам да бидете упорни. И барам секоја вечер да се собираме. Ке се собираме во Скопје, во Прилеп, во Берово, во Штип, во Битола. Ама нашата порака ке стигне таму каде што треба. А тоа е во домовите на секој граѓанин, дури и оној кој решил да не излегува и да не излезе. Не слушаат, знаат, дознаваат. Не се сите исти. Некои ќе излезат, некои нема. Ама битно е тогаш кога ќе дојде мигот да го заокружат вистинскиот број, да го дадат својот глас. Три недели не бомбардираат со лаги, манипулации и нарачани текстови. Една по една ги купуваа фирмите, една по една ги купуваат телевизиите и мислат дека ако владеат со парите, ќе владеат и со нашите души. Нема! Не лажат и мамат дека СДСМ не сакал да излезе на избори. Сакам денеска, прв ден после вчерашната седница на нашиот централен одбор, да ви кажам и лице во лице. Не, господинот Груевски нека знае дека опозицијата во Македонија не бега од избори, бара не едни, бара 2 избора, и локални и парламентарни. Ако смета дека народот е сит, ако смета дека народот е задоволен, ете му шанса, нека освојува власт. Ама, колеги мои и соборци, ние бараме фер и демократски избори. Бараме фер и демократски избори во кои нема да бидат важни бројачите, туку ќе бидат важни гласачите, во кои нема Никола Груевски, Гордана
час со својот ум, со својот разум ќе го каже своето. Во такви услови ние сметаме дека правдата како и секогаш ќе победи. Ние сметаме дека доброто и овој пат ќе победи. И затоа денеска сум прв ден надвор од Скопје и не сум присутна на скопскиот протест. Меѓутоа не е случајно тоа што сум во Прилеп. Еден дел е моето прилепско потекло. Но друг дел, поголемиот дел, е тоа што овдека го гледам и срцето и душата на херои. И срцето и душата на луѓе кои не се предаваат. Прилепчани, знаеме понекогаш и да одмолчиме. Знаеме понекогаш и да истраеме. Ама да трпиме неправди, да трпиме лаги, да трпиме мамење не бива. Затоа доста е. Затоа отпор. Затоа Прилеп ќе биде и трет пат херој, а Македонија повторно ќе биде победник. Да сте живи и здрави за многу години празниците.